За крај, пратеникот Илија Димовски, инаку мојот познаник, пријател, да го наречам Ико, кратко да открие за себе. Ти си од Титов Велес, си роден во Титов Велес. Така, кој е сега Велес? Мојата прва лична карта беше со Титов Велес. Не ми беше многу мило, меѓутоа така беше. И? Градско дете или дете од Да, јас сум можеби од помладата генерација во ВМРО, меѓутоа сум долго време дел од таа партија. Тоа е некоја фамилиарна приказна по фамилијата на мојата мајка. Имаме некоја фамилиарна предисторија и тие приказни се пренесувале во фамилијата. Од колено на колено? Од колено на колено. Од друга страна сум имал потпора и поддршка и од двајцата родители во ова што посветено го работам низ годините и пред да станам пратеник бев дел од сериозни одговорни структури на Имаше една дебата каде што твој колега во парламентот кажа дека он, бидејќи од град, не знае како се полива компир, а дека овие од ВМРО, бидејќи се веројатно селјаци, знаат, нели, имаше и навреди, ако се сеќаш од Фрчковски, дека ви мирисаат нозете, дека имате влакна во носот и така натаму, визави он кој веројатно е бричен целиот, нели, па е метеросексуалец, не знам. Како гледаш на тоа? Знаеш ли компир како се полива? Да, апсолутно. И компир како се полива, и пчели имаме во собствеништво, имаме и некој декар лозје. Сега помалку, немам време воопшто да им помагам, малце ми се лутат. Како гледаш на таа ова? Меѓутоа, на поделга меѓу граѓани и селјаци? Не, тоа е, како да ти кажам, Миленко, тоа е многу неодговорно. Јас тоа што потекнувам од град надвор од Скопје не значи дека имам помала вредност. Всушност и во Скопје 90% од луѓето се дојдени. Тоа го знам, јас и стално го кажувам. Од страна. И она што е битно, јас пораснав во град кој што има градска традиција. Значи во Велес се цени еснавскиот пристап кон работите. Во Велес се цени достојноста и кредибилитетот на луѓето. Велес и пред 50 години бил град, и пред 100 години бил град, и по 100 години ќе биде град без разлика низ какви. И кога ќе ги наброи кои све познати велешани се, па ако земете да ги броите познатите македонци, страшно, не е тоа само кочераци, да кажем. Ако ги наброите на еден лист, ако ги напишете најпознатите велешани и со црвен маркер ги поминете велешаните, ќе видите дека се половина од луѓето од Велес. И тоа е гордост природна која што ја носам и затоа живеам до ден денеска во Велес, и кога би можел да бирам во иднина во животот, би бирал да живеам во мојот роден град. Тој елитистички пристап кој што го имаат некои од колегите, нив им смета, не мене. Јас сосема нормално и сосема исто функционирам, дали сум во Скопје, дали сум во Велес или дали сум во посета на некое друго селско населено место. Квалитетот на човекот не го носи. Која година си роден? 80. Ти колку си млад, Значи, јас сум бил месеци после смртта на Јосип Брос. Не го памтиш ти тоа, катастрофа. Тоа е, значи, тоа ти е страшен хендикеп. Значи, јас сум бил твој сограѓанин, односно сограѓанин на твоите родители 63-та година. Значи, после земјотресот, ние значи, мајка ми и татко ми и брат ми, ние живеевме во Велес 8-9 месеца, додека ни се санираше куќата во Скопје, и тоа е едно место, сега тоа ондека по на улица со кафичите што е надоле, што се симнува од касаната надоле, па малку пред да идеш додоле, од десна страна има еден чинар и порано тамо беше една улица со калдрма, сега уште има мали делови и тамо беа овие што правеа коли, лагери, што има, значи запрежни коли за нечи, и тука малку горе живеевме во една куќа, една фина фамилија. Веројатно вака. Не знам како се вика, и на врвот на тоа ридчето ме носеа велешени другарчиња, тогаш беше најак штос да се пука, да се пали, да се експлодира карбид. Карбид се става во една конзерва од грашок, па тоа се ова и кажувале, јас не се сеќавам. И тоа беше најак спорт кој нормално не го забрануваа родителите, и значи сме биле и со граѓани во Велес, да знаеш. И самиот податок кога од еден друг твој сограѓанин ми ги кажуваше кои се велешани и од револуционерната борба, и од уметноста, и од ова, од интелектуалната станува страшна. И баш покажа дека е центарна. Миленко, жално е тоа што му се случило на Велес во последните 50 на години, кога преголемата индустриализација, значи го има изместено теркот, можеби малце и поради политички причини бил пренасочен градот. Инаку,
Ако можете некој друг град, сега да не користам ја други имења, да го крстите револуционерен центар на Македонија, веле слободно можете да го крстите дека интелектуален центар на Македонија. Зборам за периодот 19-тиот и првата половина на 20-тиот век. Последното прашање заврши. Спремен ли си? Мислам ова како Тарик Филиповиќ. Запроши последното прашање. Да. Името. Сега... Не Илија. Не твоето име. Името. Да, те разбрав прецизно. Значи, достоинствено и врз основа на личниот кредибилитет. Тоа што е напишано во изборната програма, со која што ја добивме довербата од граѓаните, тоа важи и во овој момент и ќе важи стално. Промена на уставот, за промена на името неприфатливо и се со што се загрозува националниот идентитет и кредибилитет не е прифатливо. За секое возможно решение на референдум. Тоа е црвената линија. Не би ја крстил црвена линија, тоа е прашање на личен кредибилитет. Јас тоа го кажав кога ја побарав довербата од граѓаните и немам морална сила да го прекршам тоа ветување. На следните избори би го кажувал истото? Да. Ти благодарам што учествуваше кај мене во емисијата. Ти благодарам за слободното време. Имам една забелешка, не пробав моје смоки. После емисија. После емисија ќе се пуштиме на смоки. Така, и ти посакувам, вечерва веројатно ќе се возиш за Велес. Да, така. Ти посакувам безбеден пат, полека, по ова лошо време. Ти посакувам успешна кариера, не како политичар, него како човек, како млад човек, како македонец, како еден разбуден млад човек кој сака во животот да оди напред. И се надевам дека не си ги достигнал височините крајни со тоа што си само представник на народот во парламентот, дека перспективата во животот е пред тебе. Благодарам за добрите зборови. Овде каде што сум, не представува на место од кое што јас се восхитувам, туку представува место за кое што чувствувам одговорност. И така ќе продолжам да функционираме и во иднина. Почитувани гледаши, тоа беше Илија Димовски. Пред една недела беше тука Никола Груевски. Сега следната недела е недела на дама. Следната недела повелете овдека после сите можни револуции, востанија, бунтови, маршови, измислени хедис смоки револуции, после најразличите овие надежи, ти реков ми рече, редно е на крајот од годината еден заклучок да дадам јас со многу мало учество, меѓутоа пред се да даде мојата ценета и сакана колешка Мирка Велиновска на барање на куп луѓе кои ме среќаваат низ град, кои ми се јавуваат по телефон или кои пишуваат на мојата веб страна milenko.com.mk. Идниот петок овдека во ова столче каде што е сега Илија, ќе седи колешката Мирка Велиновска. До тогаш пријатно и со здравје.